Благодарам, Кристина. Зачувувањето на дивиот свет игра клучна улога во зачувувањето на биодиверзитетот. Токму на оваа тема разговараме утрово со зоонегователот Војо Иванов. Војо, добре дојдовте во Македонија наутро. Сте имале можност да посетите голем број на зоолошки градини ширум светот. Како ги третираат дивите животни во странство? Контраверзна е темата зоолошки и заштита на животните, но едно е сигурно, модерните зоолошки градини имаат концепт на конзервейшн или заштита на природата. И сега ако се вратиме наназад во историјата пред 200 години, кога се формирани веројатно првите зоолошки градини, се формирани за забава на големите, на богатите, но подоцна веќе ги отвараат и за широките народни маси, но веќе во модерно време зоолошката мора да еволуира и како институција веројатно повеќе треба да се стреми кон заштитата на животните и секако веројатно практично, но и најважното по мене да ја поткрене свесноста за истото, нели, во јавноста со едукација, со посветеност, со проекти кои што се токму наменети за подигање на јавната свест. Неодамна се вративте од вашето волонтерско работење во зоолошката градина во Атина. Како нашите соседи се грижат за дивите животни? Да, Атика е веќе многу одамна е влезена во тој концепт на, како што реков, модерни зоолошки градини кои што ја немаат примарната цел забава за луѓето, туку првенствено е едукација и конзервација. Тоа веќе оди во пакет во последниве години во ЕАЗа, но од друга страна пак секако се посветени на конкретните видови. Па така самата зоолошка градина веќе е вклучена во многу меѓународни проекти, како со својата колекција или збирка на животни помага за размена на истите, како и зачувување на, да речем, стадото кое што го имаме во заробеништво, кое веќе со децении, некои со векови живеат во овие институции. Имаме ли некои позитивни примери што може да ги издвоиме од земјите во регионот? Ите како, да. Да речеме зоолошката градина во Загреб, работи со скоро сите невладени организации кои што се посветени токму на заштита на конзервација на дивата флора и фауна. Не ја исклучуваме, нели, и фауната, бидејќи, како што рековме, биотопит или биодиверзитетот, па дури и во ваквите урбани средини, треба да биде опфатен токму во овие институции. Како што реков, првенствено тие биле, нели, формирани за забава на луѓето, но секако дефинитивно тоа е нешто кое што мора да го промениме и во следниве, се надевам, години да ги подобриме барем оние две кои што ги имаме во Македонија. Војо, доаѓаат зимски услови, веќе имавме изминативе денови врнежи на снег, температурата слегува под нулата. Често се грижиме за уличните кучиња и мачки, граѓаните им даваат храна, ги хранат, но имаме и животни, например, како што се вервериците. Како да им помогнеме на тие животни да ја преживеат зимата? Да, многу често луѓето знаат да речат им и остана мало парче леп, некој стар леп, ќе го издробам, ќе го ставам на балконот. Лебот искрено не е најдобрата варијанта како би им помогнале на птиците, но секако подобро нешто отколку ништо, сега да не бидам премногу суров, но од друга страна ако веќе сакате навистина да им помогнете на ваквите животни, купете некој ефтино жито, купете кршен ориз, купете кршена пченица, значи просо. Тоа не се многу скапи намирници кои што можеби ќе ги имате во некоја тегличка на страна, па на децата ќе им направите ќе им садите една љубов дека вие сепак се грижите за тона урбана природа, како што рековме, бидејќи се помалце како свест покажуваме кон дури малите парчиња зелена површина во градовите, што е особено, нели, жално, заради тоа што и тука тој биодиверзитет како е многу важен за целата клима. Ќе го спомнеме загадувањето, климатските промени. Сите оние работи, загадувањето е веќе на енормни површини и бројки, но ако кажеме дека сите ние сме дел од тоа што се однесува кон грижата на ваквата зелена површина, е всушност и самите животни. Ако всадите на децата љубов дека вие треба да купите некаква храна и да се погрижите, мислам дека значењето ќе биде многу поголемо како, нели, ќе ги едуцираме нашата идна генерација. Навистина убава порака за крај на овој наш разговор. Војо, ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето во Македонија наутро. Разговаравме со зоонегователот Војо Иванов, а наша тема беше грижата за дивиот свет, особено во зимски услови. Кристина, Ване?